Почитувани, со оглед на тоа што советниците во Советот на градот Скопје од редот на Сојузот за еднината во знак на протест против апсењето на председавачот на Советот на општина Центар не учествуваа во работата на седницата на Советот на град Скопје, која се одржи на 18 октомври 2013 година, на која советничкото мнозинство го донесе предложениот ребаланс на буџетот на град Скопје за 2013 година. Сакаме преку соопштение на оваа пресконференција да го искажеме ставот на Сојузот за еднината за извршениот ребаланс. Сакаме да го изразиме нашето големо несогласување за ваквата погрешна политика што ја води градоначалникот на град Скопје, господинот Гоце Трајановски. Со овој ребаланс на буџетот на градот Скопје за 2013 година се покажа дека проектите што ги понудија ВМРО ДПМН и градоначалникот Гоце Трајановски се само празни зборови, бидејќи токму тие први се најдоа на удар со овој ребаланс. Голем дел од проектите кои се најавуваа како капитални и кои требаат да го подобрат квалитетот на живот на граѓаните на Скопје, така и да создават поволни услови за понатамошен просперитет на градот, се одложени за некој иден период. Се разбира, во неможност да се справат со настанатите проблеми, предизвикани од лошата економска состојба во земјата, кои се одразија на намалување на приходите во буџетот за 2013 година, ВМРО ДПМН и градоначалникот на градот Скопје во својство на предлагач на овој ребаланс применија две многу штетни мерки за граѓаните на Скопје. Прво, со ребалансот се намалени капиталните расходи во буџетот за енормни 30%, при што најголемо намалување од 42% има во ставката други градежни работи. По ставки, намалувањето на капиталните расходи е наизразено кај уредување на градежно земјиште со намалување од 30%, 18% намалување на средствата кај проектите за енергетска ефикасност, 18% намалување кај изградба за јавно осветлување, 40% намалување на средствата за изградба за системи за водоснабдување, а средствата за изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води се намалуваат дури за 55%. Она што представува дебакал на политиката на ВМРО ДПМН и градоначалникот Трајановски во Советот во градот Скопје е фактот што средствата за изградба на магистрални и собирни улици на територијата на Скопје се намалени дури за 55%. Ова најверојатно значи одлагање на проектот подземна сообраќајница, кој беше еден од главните адути на градоначалникот Трајановски на последните локални избори. Втора штетна мерка за граѓаните на Скопје е тоа што со ребалансот се зголеми задолжувањето на градот Скопје за дополнително 86,5 милиони денари или за 20% повеќе отколку во првично утврдениот буџет на кредити. Задолжувањето е исклучиво за да се изградат катни гаражи, каде е направено зголемување на средствата за 32% или од 451,5 милиони денари на 596 милиони денари. Значи, според ВМРО ДПМН и градоначалникот Трајановски, катните гаражи се примарна цел на градот Скопје, а се друго што би значело осветлување, изградба на улици и патишта, енергетска ефикасност, заштита на животната средина, изградба на системи за водоснабдување и одведување и прочистување на отпадни води и така натаму, и што го подобрува квалитетот на животот на граѓаните на Скопје се одлага за некој иден период. Почитувани граѓани на Скопје, ве повикуваме да се заинтересирате и да го погледнете овој ребаланс на буџетот на град Скопје за 2013 година и самите да се уверите дека со него е направена една неправедна прераспределба на нашите пари. И наместо тие да бидат искористени за наше добро, за подобрување на нашиот стандард и квалитет на живот, тие се трошат многу нерационално, а згора на тоа во иднина ние треба да платиме и цената, и тоа со камата. Почитувани граѓани, ова представува школски пример за тоа како не треба да се трошат државните пари. Ви благодарам.